Прво, најнапред сакам да ве демантирам, бидејќи кажавте во првиот дел од репликата, искажавте грдни зборови против вашиот лидер. Кажувам дека не е точно, заради тоа што ја послушав добронамерната критика од професорот Мухич и мислам дека е во ред, дека не е во ред да оцрнуваме луѓе и тука ве демантирам во целост, не кажав ни збор. Освен тоа, кога рече дека Беќар му е колегата, па го прашав каде се снимките од прислушкуваните, нелегално прислушкуваните разговори. Второ, викате небулоза е ако сме го поддржале СЈО. Ја, колега Стефан, можам вас да ви се обратам, бидејќи заедно го поддржавме специјалното јавно обвинителство и по цена знаевме дека утре стануваме маша на некого, односно кој како ќе диригира обвиненија, така ќе се поднесуваат против нас. Ја еве сега најодговорно ви тврдам, без разлика што и да мислам за вашиот лидер и не кажав ништо лошо, ви сега уште еднаш го кажувам, не за да се дементирам, да ви кажам дека и сега ќе го поддржиме специјалното јавно обвинителство и по цена милиарда обвиненија да има против нас, но еве имате еден предлог до вас сите да се откажете јавно од платформата, односно документот донесен во Тирана од сите албански партии. Ако сега господинот Зоран Заев излезе и каже се откажуваме од тој документ донесен во платформа, во Тирана, тогаш ние ќе излеземе сите пратеници и ќе дадеме поддршка и на вашата влада и на продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство, па колку и тоа нас да не чинело и дали би било специјалното јавно обвинителство некоја удба која што ќе не чини нас можеби и слобода и не знам што, но сепак еве јас, барем за мене кажувам, и си стојам на зборот, а секогаш кога ќе кажам си стојам на зборот, оние што добро што ме слушале, сигурно слушнале дека имам свој интегритет и знам да кажам дека ако е така, така е, дека ќе го продолжиме мандатот. Друго, цело време ве слушам овде дека сакате да ни импутирате зборови, ова рековте, тоа рековте, вие се плашите од затвор. Никој од ништо не се плаши. Јас пак ќе ви кажам, се плашам од нашите постапки. И вие треба да се плашите, и јас ги сега јавно ги посочив, оние и со прст ги покажав кои што мене ми се заканувале со приватни снимки, што воопшто за мене не представува закана, но едно ќе ви порачам. И на вас сите кои ги имате приватните разговори. Приватните разговори се не бомби, нуклеарна бомба. А знаете што е нуклеарна бомба? Нуклеарна бомба представува опасност и за тој што ја поседува, бидејќи или ќе ја фрлите и ќе експлодира некаде надвор во етерот, или ќе ви експлодира во раце. Значи, опасност е не за сега, за иднината на Република Македонија. И друго, треба да знаете дека сега има, извинете, еден збор. Има специјално јавно обвинителство, утре може да има некое следно друго специјално јавно обвинителство, кое што ќе испитува работата на ова специјално јавно обвинителство. И апели до специјалното јавно обвинителство. Нека поставуваат согласно материјални докази, бидејќи само така се покренува обвинение, а не во кујните на СДСМ кои што за жал не се ни правно издржани. Најдете подобри правници да ви ги срочат обвиненијата, бидејќи ви се многу лити. А впрочем, извинете, уште еден збор. Ако имавте добри правници, немаше да направите ваков пропуст со деловникот и сега да не знаете што да